Господ очи дал за гледање, уста за зборење. Гледај, не коментирај. Внимание, зборуваат граѓаните. Велат дека облеката го прави човекот. Зошто тоа се раѓаме без облека? Тоа е многу добро прашање. Се уште не ни е формиран нашиот карактер. Од временски услови сме требале да се облекуваме, така што можеби така започнало и сега е веќе и чудно да видиме човек гол. Има таа изрека, како рекле, руба краси, руба наси, меѓутоа човекот, ако збориме како човек, е нешто од внатре човека. Оделото е само може да покаже статус во општеството. Сметате дека облеката го прави човекот? Не, карактерот мислам повеќе. Па мислам дека тоа е дел од природата, нели, со тоа имаме време да се изградиме после тоа како личност. Мислиш дека облеката го прави човекот? Па не, ама во ова денешно време може. Да? Зошто е тоа? Па поише гледаме кој како облече него, каков карактер. Облеката не го прави човекот, го грее човекот. А зошто се раѓаме голи, затоа и на оној свет одиме голи. Природата така одредила. Ако жената не се шминка или не се дотерува, дали сметаш дека е запуштена? Дефинитивно не. Шминката е избор. Ако некој сака да се дотера, окей е тоа, но ако не сака да се нашминка, тоа е во ред, бидејќи такви сме си родени. Воопшто не сметам дека жената станува запуштена, мислам дека тоа е пак начин на експресија, можеби некои жени сакаат повеќе се дотеруваат, некои помалку. Видете, тоа си е ствар на вкус. Секој колку сака помалку или повеќе се загрижи сам за себе. Мажот ако не се шминка или не се дотерува, дали се смета за За шминкање не поддржувам у никој случај како му е убаво на душата. Дали да се забричи, дали да си се шминка, да си се чупа. Секој си има свој идеал за тоа како се чувствува најубаво. Некој со шминка, некој без. Некако тоа е предрасуда и тоа шовинистичка предрасуда, машка. Сами за себе сме секогаш на прво место. Па хигиената е најбитна, ако си чисто, онда другото е во ред. Кажи ми, дали е во ред да се исмева некој поради физички изглед или поради собствен стил? Па не е во ред, ама е сигурно се дешава и сите го имаме направено тоа во некој период од животот. Никако, кој би се согласил со тоа да се исмева некому како е облечен? Зошто би се оптоварували со тоа кој како е облечен? Не, апсолутно не е во ред да се исмејува никој според стилот, бидејќи сите сме нели различни. За жал во Скопје во многу често се случува тоа. Секој е посебен, секој е различен. Никако. Човекот се цени по некои други критериуми, а не по изгледот, по гардеробата, по шминката. Не, е во ред. Строго не. Да? Затоа што секој си има, пак ќе кажам, ствар вкус и секој за него мисли дека си е најубав, најдобар. Дали постои некој на кој треба да му се дозволи да утврдува што е исправно, а што не кога е во прашање изгледот на човек? Мислам дека апсолутно не. Сепак тоа самиот човек си одлучува. Нема најубаво облечен човек, нема најубава жена. Во уметноста не постои или во уметничкиот свет. Одбивам да некого прогласам за нај. Воопшто, затоа што се работи за вкус. Кога се дебатира за нечиј вкус, дебатата никаде нема да води. Тоа е работа на модните креатори, кои така натаму, меѓутоа секој за себе треба да одлучи како ќе изгледа. Дефинитивно не, бидејќи немаме избор врз тоа како изгледаме. Такви сме се какви што сме. Господ очи дал за гледање, уста за зборење. Гледај, не коментирај. Внимание, зборуваат граѓаните.